Испраќачите на лажни дојави за поставени бомби во средните училишта си ја постигнаа целта. Нарушена е довербата и безбедноста на граѓаните. Ова игра ќе трае долго и македонските граѓани мора постепено да градат отпорност за ваквите ситуации, да нема ниту паника, ниту страв, коментира за Алфа универзитетскиот професор Злате Димовски. Факт е, вели Димовски, дека се користат модалитети за на крај да им се изгуби трагата, кои го користат и терористите, а крајниот резултат е создавање ниво на вознемиреност во државата. Психолошкиот го постигнаа. Најголем дел од родителите се плашат веќе да ги пратат своите деца на училиште, затоа што можеби ќе има дојава и нормално дека размислуваме што ако таа дојава се обвистини, што ако има наместо лажна да биде вистинита, па каков е самиот психолошки ефект на толку полиција во училиштата кои ќе им кажат дека мора да се евакуираат, да заминат. Дека решението може би е во исклучување на имейл адресите на училиштата. Професорот вели дека тоа е едно од многуте, но без гаранции дека нема да се испрати повторно. Еден од можностите е тоа, но што би било ако би било сега? Ги исклучуваат мејл адресите, не стигнуваат кај нив, тоа ќе стигнат во некоја евентуално новинска агенција, може да се свртат да тоа го обзнануваат на некакви официјални сајтови во државата, значи тие се решени тоа да го пратат како информација. Тие сакаат да го постигнат ефектот и веќе го постигнуваат ефектот. Организираните криминални или терористички групи си го постигнуваат ефектот на паника и страв со самата дојава и евакуацијата, а го нарушуваат и целокупниот систем во државата, коментира поранишниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски. Тој им забележува на надлежните од Министерството дека наместо на IP адреси и на дојавувачите треба да се фокусираат на процедурите и безбедноста на училиштата и јавните институции. Мислам дека тука се направи една безбедносна грешка затоа што тоа е предмет на истрагата и тоа треба да го кажат истражните суди, од кои IP адреси, од каде, што, како, кои се јавуваат и така натака, тоа се све понатака цели на истрагата. Ние сега во првичниот момент зборуваме за процедурите по приемот на дојавата. Предпоставките велат познавачите дека лажните дојави доаѓаат од ученици треба да се тргнат настрана, бидејќи јасно се гледа дека ова ќе има далекосежна последица и треба да се свати сериозно.